Кој зошто ги крие писмата од специјалната обвинителка Катица Јанева? Серија дилеми во јавноста, но и специјалното јавно обвинителство и државното обвинителство и понатаму молчат и нема одговор зошто писмата кои Јанева ги напишала од шутка не може да се објават јавно. Алфа денеска од државниот обвинител Јовевски побара да ги снимиме писмата, но не добивме никаков одговор. Во СЈО ја контактиравме пиар службата, но како што ни појаснија, таму нема кој да пресече, за да ни се дозволи снимање. Сепак дилемите за писмата со кој се стави клуч на специјалното обвинителство се отворени. Професорот по кривично право Гордан Калајџиев тврди дека вработените во СЈО му кажале оти пратката што стигнала кај нив е сомнителна. Сомневањата нивни, кои што се уште стојат, се тоа дека од првото писмо на обвинителката Катица Јанева, сега веќе не е обвинителка, е напишано повеќе на со печатени букви, за кои што не ги препознаваат како неизин ракопис, и неколку реченици ракописно, што било неспорно неизино. Така што сомневањата, независно што не се работи за дилема дали е на компјутер пишан текстот, остануваат бидејќи е многу проблематично зошто некој и како би напишал текста пола на со печатени букви, пола ракописно, и го повикувам републичкиот обвинител да го покаже текстот, а натаму да се оцени собранието дали е тоа доволно сомнително, да се испита целата процедура под кои влијанија и тоа што да се утврди со камери кој ја посетувал Катица Јанева дека било у притвор. Друга дилема пак фрли тврдењето на адвокатката на Јанева Ирена Фрчковска, која ја потврдува веродостојноста на писмата, но од тука се наметнува прашањето дали таа ги видела истите. Дописите кои Јанева ги испраќаше од притворот беа напишани лично од нејзе на рака. Процедурата за доставување на такви писмена, на таа писмена кореспонденција беше во согласност со Законот за кривична постапка член 178. Алфа веќе објави дека надлежните институции не гарантираат за веродостојноста на писмата на Јанева. Затворот ја префрла надлежноста на судот, а судот пак прстот го вперува кон шутка. Обвинителот Јовевски е безгрижен, оти нему писмата му ги испратил Скопскиот кривичен суд. Но тоа што го подпишала Јанева од притворот не беше причина за обвинителката Вилма Русковска да се предомисли за мерката на доскорешната специјална обвинителка. Судот го прифати барањето на Русковска притворот на Јанева да се продолжи за уште 30 дена, бидејќи постои опасност Јанева да избега или да влијае на сведоци.